Ева Младински совет повторно е во акција, овој пат во постава на сите основни и средни училишта во територијата на општина Струмица и овој пат во соработка со Оделението за образование, општина Струмица и велосипедскиот клуб Струмица. Од минатиот вторник го започнав проектот и велосипедизмот е спорт, кој ќе трае сега до 7 април, кој е исто така ден на здравството и затоа низ училишта објаснуваме зошто треба да го користат велосипедот, како и некои кратки но важни совети околу здравиот начин на исхрана. И велосипедизмот е спорт е проект на велосипедскиот клуб и Младинскиот совет Струмица, поддржан од општина Струмица и основните и средните општински училишта. Проектот има за цел популаризирање на велосипедизмот во Струмица и воопшто, значи, употребата на велосипедот во секојдневниот живот на нашите сограѓани. Проектот е предвиден да се одвива во неколку фази. Првата фаза е едукација. Почнуваме со училиштата. Конкретно прво ни се основните училишта, потоа и средните училишта, но нема да застанеме тука и нашите повозрастни сограѓани ќе спаѓаат во оваа фаза. Значи, за нив ќе бидат организирани предавања, најверојатно во домот на армијата, но за тоа ќе бидат посебно направени известувања. Ние мислиме дека и убедени сме дека велосипедот може да се употребува секојдневно во животот на струмичани. Прво поради конфигурацијата на земјиштето, мислиме исто дека, значи, може комплетно, еве да кажем, и од селата што се тука најблиските, од Муртино, Моноспитово и тука, дека луѓето можат да користат тоа, но сепак треба да се направи патна инфраструктура за велосипедистите, како тоа би било попопуларно кај нив и позаштитно. Значи, самиот проект, втората фаза му е предвидена да биде, значи, баш оваа патна инфраструктура, значи велосипедските патеки, целата мрежа да биде малку задействувана како што би било пожелно за велосипедистите. А во третата фаза веќе би била и инфраструктурата во смисол на паркиралишта за велосипеди, патната сигнализација, како вертикална, така и хоризонтална. Секако без помош на сите релевантни општествени и приватни организации не би можеле да постигнеме, па затоа ве повикуваме сите да ни се придружите, само така можеме да успееме во овој повеќе годишен проект и воопшто велосипедот да биде присутен во секојдневниот живот на струмичани. Инаку самиот проект е замислен како куси предавања во првата фаза, поточно едукацијата, значи се работи за 10-минутни куси предавања по часовите што ги имаат учениците и тука се разработуваат кратко теми околу конструкцијата на велосипедот, врстите на велосипедизам со кои може да се бават. Тука се работи за здравата исхрана, се работи за секако голем акцент е ставен на безбедноста на велосипедистите во сообраќајот и секако оставени се можности за учениците да поставуваат прашања. Секако сите информации може да се најдат околу проектот на вебсајтот на vkstrumica.com и секако по социјалните мрежи. Односно тоа е младите струмичани знаат да возат велосипед, но дали го употребуваат во секојдневниот живот? Искрено да ви кажам, не доволно. Значи употребуваат не доволно. Ние како едно од целите на овој проект ние да имаме организиран велосипедизам во Струмица. Што значи дека почнувајќи од подигањето на велосипедската култура, со подигањето на велосипедската свест, реорганизација на постоечката велосипедска мрежа, односно мрежа на велосипедски патеки, и така ќе дојдеме до таа посакувана бројка да ги имаме, еве јас нема да бидам воопшто скромен, ќе кажам сите струмичани на велосипед. Во Струмица има и велосипедска патека? Се користи ли се? Па имаме ние мрежа на велосипедски патеки што се обележани по тротоарите, но генерално мислам дека не се во функција и велосипедистите не ги употребуваат и затоа мислам дека треба да се реорганизираат. Значи сакам да ви кажам, постојат градови каде што воопшто ги нема, ние во Струмица ги имаме. Но сепак мора да поработиме малку на нивниот квалитет и секако на навиките на струмичани да ги користат.